А сега се селиме во следното студио, каде што е мојата драга колешка Билјана Депарлиева со незиниот денешен гостин, па да поразговараме малку повеќе за здравјето. Билјана, добар ден до тебе, повели. Благодарам, Јелена, добар ден и до тебе, а добар ден и до нашите почитувани гледачи. Во денешната визита зборуваме за една честа патологија, еден чест здравствен проблем, болка во вратот. Сите ние од време на време, а некој па дури и постојано чувствуваме болка во вратот, но како да препознаеме дали е таа обична, минлива или пак е знак за некое друго сериозно заболување? Кои се причините, како се манифестира, како се поставува дијагнозата, кои се сите неопходни испитувања за кога ќе се постави точната дијагноза, да се знае дали да се почне со конзервативен третман и кога е неопходен и потребен хируршки третман и се разбира на крај како да ја превенираме болката во вратот. Сите вие кои што чувствувате болка во вратот, внимателно проследите ја денешната визита за да ги слушнете токму најдобрите и практични совети од докторот што денеска ни доаѓа на визита. Останете со нас, почнуваме веднаш. Денеска на оваа тема во визита разговараме со професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург од клиничката болница Џибаден Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Фала на поканата. Така, доктор Лозанче, од вашето последно гостување во визита кога зборувавме за болки во долниот дел од рбетот. Денеска зборуваме за болки во вратот, ама за да дојдеме до причините, начинот на манифестирање, дијагнозата и третманот, да почнеме со анатомијата на вратот. Да, значи вратот е еден многу битен дел на човечниот организам, кој што спојува главата, значи мозокот, со другиот дел на телото, овозможува движење во главата, овозможува пренос на импулси према мозокот и така некои проблеми. Во вратот има неколку битни делови што треба да се кажат сега, значи пораѓаат многу битни крвни садови кои што го хранат мозокот. Ние ги викаме значи каротидни артерии и вертебрални артерии. Во вратот исто така се наоѓаат битни делови за голтање, значи хранопроводот, се наоѓа делот за дишење, значи трахејата, и се наоѓа позади се наоѓа значи рбетниот столб со своите сите тие сегменти од типот на значи прешлени, и внатре од самиот канал, рбетен канал, се наоѓа мизато најбитниот дел на вратот, тоа е продолжена, односно се наоѓа дел од кичмената мождина, рбетна мозговина, медула спиналис. Зошто е битен тој дел? Зашто тука праќаат сите нервни влакна, што го поврзуваат, повторно кажам, битниот централен систем со периферниот централен систем. Така да секоја пореметување во тие влакна нервни во вратот овозможува и ќе се појави, ќе се манифестира со одземеност на сите екстремитети и на раците на нозете, што е многу битна и скоро јак невролошки симптом. Многу битно да кажеме дека во тој вратен сегмент се наоѓаат значи 7 прештени. Сите тие помеѓу себе се поврзани од напредната страна со дискуси. Значи тука имаме како долно и долно, и тука имаме исто така интервернални дискуси. Првите два прештена се многу различни од овие другиве 5 други прештени, меѓутоа сите тие имаат исто така позади аркуси и така на тој начин овиткувајќи ја и штетејќи ја значи тај медула спиналис. Сите тие, значи, позади завршува со израстоци, нели, како што имавме и позади во лубалниот дел. И сакам да кажам дека во вратот има огромен број на мускули, мускулни влакна, тетиви и два многу битни до 3 лигаменти, кои што така возможуваат стабилност на тој вратен сегмент, така поврзувајќи ги тие прешлени да возможуваат стабилност, меѓутоа, за разлика од лумалниот, возможуваат и многу поголема флексибилност. Значи напред-назад, во страна и ротација, што долу во лумалниот дел е многу мала, овде е многу поголема ротација, зашто нормално главата треба да се движи значи лева-десно. И затоа е важно сето тоа нормално и добро да функционира и секоја најмала болка која што ќе се појави или ќе се почувствува како симптом. Без да тоа го покажам на овој анатомски дел, само да покажам на кој начин се појавуваат сите тие болки во вратот, од кај се може да потекнува. Тоа е многу битно да се диагностицира тоа. Така. Рбетот, кичмата, анатомијата, да се надоврземе и на тоа треба ли нешто да споменеме? Само да кажам дека не секој дел од рбетот ги има тие нервни влакна од кои што би можел потекнуваат болките во вратот, на пример. Мускулите, лигаментите и тетивите имаат нервни влакна од кои што би можело да потекнуваат болки. Исто така дискусот како дискус на својот преден и заден дел исто така има нервни елементи од кои што можат да потекнуваат болките.
Постојат едни мали зглобчења кои што ние ги викаме фацитни зглобови. Тие се наоѓаат позади, значи кишметна мождина, баш таму кај што се сојуваат два соседни пршински пршлина. Тие фацитни зглобови исто така имаат нервни лакна и тие исто така може да дадат, да допринесат до појавување на болката во вратот. Околу артериите што праќаат во вратот исто така постојат нервни лакна, од кои што би можело да потекнуваат понекогаш и болки. И исто така може да потекнуваат болки и од некои делови на мускулните, на самите мускули. Било се предни, било се задни мускули. Со сите тие структури од дома анатомија што ја кажеме, може да допринесат до појава на болка. Така, тоа се дел од причините, иако се многобројни, така? Никогаш не се знае докрај кои се причини може да предизвикаат. Значи, се уште, причините на баш на правата, викаме, аксијална вратна болка, не се баш точно признати, не се точно познати. Некои се повеќе, некои се помалку, некои се чисто освоени како општо термин, меѓутоа ништо не мора да значи дека тоа е точен термин. Пример, кога ќе кажеме спондилоза, да, не е спондилоза и не е секогаш спондилоза. Значи, меѓу лекарите општо народот, јас имам спондилоза, мене боли вратот, има спондилоза. Спондилоза ништо не значи, многу малку се потреба како термин во литературата, во надвор во странска литература. Така, ние сами не можеме да препознаеме дали таа е обична, минлива или пак е некоја сериозна болка. Токму затоа треба и нели точно да се постави дијагнозата кога веќе ќе се јави болката, но малку подоцна за тоа да слушнеме неколку гледачи, да ги слушнеме нивните прашања, па ќе продолжиме со разговорот. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме. Ја поздравам емисијата. Се јавам од Охрид. Така. И истава болест што кажуваат докторов, сум двогодини жена. Јас сум млада, имам спондилоза, ама сега имам многу искривување во вратната коска и имам направено и резонанса и све. Лекарство ми ме даено, али од ништо болкава не ми ваби. Со главоболка станам, со главоболка леком. Пијам лирика по 75 милиграма и дизепам. Мивет разни лекои за мен, мислам сменато, али болка од ништо. Аз операција, мислам, не сум во години сум, не може операција. Што препорачува докторот, каков лек, кај да одам, кај да се обратам, не можам ни ноќе да спијам, ни да не болка имам голема. Добро, доволно ли ова, доктор Лозанче? Иако секогаш ќе ни фалат и дополнителни информации. Може би од повеќе причини. Да. И болката ние преска не кажавме дека болката се манифестира не само во вратот, него може да се шири према главата, окцитално никаме задниот телен дел, дури до негде кај над душите може да се шири, а да биде потекнува од вратот. Болката вратот може да се шири со така во рамето и да се шири позади дури меѓу двете плешки. Тој цел предот фактички го фаќаме со терминот вратна болка. Во овој конкретен случај мислам дека на крај гледачката повеќе ќе знае зашто ќе кажеме точно терапија и како се испитува тоа се. Меѓутоа во принцип, значи овој тип на болка пошто долго време трае, треба да се испита од искусни доктори, особено тие што се бават со спинална хирургија. Тоа ќе мене спинални хирурзи, спинални доктори, кои што би можело стварно да довезат до права дијагноза. Некогаш да бидеме реални, некогаш не можеме да донесеме права дијагноза. Зашто точно не може да се утврди баш причината. А болката и главоболката ја спомена гледачката, нели постојано и во мирувањето, значи ден и ноќе е присутна. Се шири во вратната тилна регија и баш потекнува до вратот. Меѓутоа тоа не мора да значи. Може самиот тилен предел имате еве проблем во главата, во натре, во самиот дел од малиот мозок, па да имате болки во тој дел од вратот. Тоа е многу широк поем. Така, не знаеме што досега е направено како испитување и што би требало понатаму, меѓутоа кога ќе зборуваме нели за поставувањето на дијагнозата, сите да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Еве поздрав до емисијата, до докторот, до водителката, едно прашање до докторот. Поготово кога ќе измијам коса навечер и ќе легнам со влажна коса, ужасно преку ноќ имам болки, нешто неиздржливи. Еве сега пред 2 дена истото ми се случи, еве пијам аналгин, не ми проаѓа, не сум појдена на лекар,
и надвор не смеам да излезам на ладно, толку ме боли што дури е неиздржливо. Сега уште да кажем, имам во вратот од десната страна едно здебелување, така да го наречам сега како подигнато малце повише, од тоа ме боли рамото и болките ми идат на кај увото, доста ме боли, може да кажа, баш прилично, поготово кога е ладно, превише. Добро, ви благодариме за јавувањето, ама со водена коса не смеете да легнувате никогаш, што е правило и за младите и за возрастните, барем јас како што ја разбрав гледачката дека кога ќе го направи тоа чувствува силна болка. Нешто да кажем, треба да завршиме целиот тип на нашиот разговор да добијат впечаток гледачите за што се работи. Меѓутоа во овој случај мора да напомена да работи, значи мора да се направи детален преглед во кој што ќе се вклучува детален невролошки преглед. Па после тоа може да докторот што ќе прегледа гледачката, би било подобро да биде, ви кажа, некој спинален хирург или спинален доктор, да одлучи понатаму што ќе прави понатаму со испитувањето за што ми понатаму ќе збориме, али во принцип треба да се прегледа добро, детален невролошки преглед, па после се одлучи што понатаму ќе се прави. Никој да се зема аналгетици, не знам, диазепами на своја рака, зашто тоа се смирува моментално болката, ама таа не може да се излечи, така ќе се појави повторно после извесен приме аналгетик, земи диазепам и болката се третира. А никој не знае зашто се работи. Така. А ние понатаму како може да се помогне на подобар начин. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Сакам да прашам докторот. Да. Во програма сум? Да, веќе сте во програма вклучени и го очекуваме прашањето. Сакам, имам многу вртоглавица. Севам од Кичева, ми докторот невролог ми кажува од спондилозата. Ама на моменти ми се зрвува јазикот. Дали е тоа спондилозата или е нешто друго, имам проблем со голтањето? Ало? Да, ве слушаме. Да, имам и проблем со голтањето, проверив, ми рекол имам парезата се излечи, но меѓутоа голтањето продолжува да имам проблем. Дали е тоа сето поврзано или е нешто друго? Добро, ви благодариме. Ако добро разбрав, тоа што гледачката слабе, бојги ме слабено во последно време, и што има болки во грлото, позади при јазикот. При голтањето, вртоглавицата, тоа може да бидат веќе опасни симптоми и она треба најбрзо што може да се испита, понатаму, значи да се направи преглед, повторно, значи преглед детален, локален и невролошки, а за голтањето треба плюс да се направи преглед на орала, евентуално ако треба дури преглед на гастро, да се види зашто не може да голта, зашто може би не може да голта, да се одземе некои нерви, битни за голтањето, може да има некој локален проблем. Значи, сето тоа треба да се направи, да се испита и предлагам на гледачката што побрзо да се испита тоа. Тоа се веќе опасни симптоми. Така, каде прво? Од каде да почне? Прво треба да почне кај својот матичен доктор. Многу просто, значи. Отишол мора да дојде до некоја заклучок, нешто. Па ќе прати на овие испитувања што ја кажа понатаму, вклучувајќи ако треба спинален доктор. Така, за да се открие причината. Да. Причините за болката во вратот, како што рековте, се шири кон задниот дел од главата, па на плешката, може и на рамото, така и на раката. Ги слушнавме и се многобројни. Потребен и неопходен е детален невролошки преглед како прво нешто, веќе кога ќе се посомневаме дека не станува збор само за обична болка во вратот. И што опфаќа и што значи тој преглед? Во деталниот невролошки преглед треба да испитаме неколку работи. Прво треба да се испита мобилноста на вратниот дрвет. Ние знаеме некој начин, има некои знаци специјални, се откријат тие знаци кои што ни ги покажат дали се работи или не се работи за механичка вратна болка. Второ, треба да се направат детално испитување на раката, на двете раце. Зашто нервите, не кажувам анатомија, нервите што одат во двете раце, фактички излегуваат во тој вратен рбет. Од таму излегуваат нервите што шират во двете раце. Било која компресија на некој од тие корењи, ги викаме ние, корења што ги стварат тие нерви, може да доведе до болки во вратот, меѓутоа и болки во раката. Значи, болки во раката може да би поврзани со болките во вратот, меѓутоа може да би независно како болки во раката. Најчеста причина за овие два типа на болки се дегенерација на рбетниот столб.
Ние уште кога зборевме за сеќавате за долниот ден, зборевме дека ребетниот столб многу рано почна да дегенерира, значи да старе. Природно веќе си старе. И ние мора сите да бидеме согласни на ствар дека дрветот многу рано почна да старе. Вредниот дрвет особено е одложен на такви промени ради својата голема мобилност. Вредот имаат огромни број на движења и нормално дека тие дискусии имаат страшен стрес врз нив и тие дискусии многу почнуваат порано да стареат. Старејќи дискусиите овозможуваат заните зглоби што преска ги напомнав што сега фацети и они да почнуваат да појавуваат артрозни промени ги викаме на тие фацети и да даваат нормална болка. Значи болката е заеднички поврзана меѓу дискуси и заните фацети. Меѓутоа и самите фацети може да имаат проблем да даваат во ваква болка од самата нивна артроза. Најдени се некои специјални промени што може да се видат на специјални снимки, дури не може да се еднообични снимки. Значи во самите тие фацети микропукнатини овозможуваат и појавуваат вакви болки. Исто така самиот дискус може да доведе, не само што ќе доведе до набобрување до болка, меѓутоа понекогаш може да пукне, да ги помине тие лигаменти што го држат стабилно, принудил на целиот овој пршлен и да навлезе или према коренот, према некоја рака, значи корен на раката, и да навлезе во самата кичвена мождина, што е многу битно. Навлегувајќи и допирајќи до самата кичвена мождина, може да принесе до овие невролошки симптоми што ги кажаме претходно, значи одземеност на долните екстремитети, викаме не пареза, параплегија, или одземеност на сите 4 екстремитети, квадрипареза, квадриплегија. Ние имавме сега брзо, пред 2-3 месеца пациент, комплетно со квадриплегија, третиран конзервативно, вамо, намо, толку 5-6 месеци третиран, дури да се види дека има човечкот дискус хернија, па се оперираше човекот. Значи, не сме да дозволиме човек да не биде прегледан невролошки. Детално значи, да се појави со вакви невролошки симптоми. Значи, чим се појават вакви невролошки симптоми, пациентот мора итно да биде прегледан невролошки, да се најде причината. Затоа што вие и да оперирате после тоа, често се дешава да не се поправаат тие симптоми. Полно пациенти може да остане и понатамо одземени и покрај добра направена операција, добра декомпресија, затоа што веќе претходно умиштени се дегните аксони негните влакна. Затоа инсистирам на овакви болни и медицински и невролошки преглед. Кога ќе се потврди или кога ќе се исклучи дали станува збор, нели? За невролошка природа, повторно пак се знае како да се терапија. Меѓутоа, да се третира без да испита ваков пациент, тоа е тотален нонсенс. Треба да кажеме уште една-две работи, дека акутна болка во вратот не мора да значи пореметување само во нервните елементи и во пршлените, него и тоа може да биде пореметување од крвните садови. Например, акутна дисекција, викаме, раздвојување на крвните на двете каротиди, понекогаш се манифестира со многу јака болка во вратот. Нормална ствар дека после да се развијат и други симптоми од типот на кардиолошки симптоми, шокирана состав и така, меѓутоа почетокот може да биде секојаш со јака болка во вратот. Исто така понекогаш инфекција во просторот што е позади, викаме ние фарингс, позади фарингс, значи помегу фарингсот и кичмена мождина и кичма, односно шпршлените, во тој простор ако настане инфекција или гноење, викаме ректофранијан абцес, исто така ќе се манифестира со јаки болки во вратот, меѓутоа че имате вие тука и сега ќе имате значи зголема температура, која што може да трае долго време, и таа температура и тоа тежното голтање може да ни значи дека има некоја инфекција во тој дел. И на тоа треба да се мисли. Секогаш ќе има и други придружни симптоми, така освен болката. Така да. Кога ќе исто така треба да кажеме дека се најтешките болки. Меѓутоа постои така многу лесни и едноставни причини да доведат до болки во вратот. На пример, спазам на мускулатурата што се наоѓа поред прашлените, значи паравитрална мускулатура спазам. Било кое исчашување, исчинување на вратот со сите тие проблеми во мускулатурата. Најчест пример е, например, возење нагло, акселерација, децелерација, при возење, например, кола, па сообраќајка, па вратот нагло прави напред-назад движење, тоа се говаи плешинџери и во тој тип на повреди најчесто страда вратот, имате многу јаки болки. Било акутни, кои што може да се пробацат понатаму во хронични болки за месеци да траат. Вие ако направите снимање, нормално нема да покажете ништо, меѓутоа тоа се микропромени во мускулатурата, во тетивите и во малите зглобчиња позади, кои што ги прават овие проблеми на така наречена хронична болка во вратот. Така.
Сликите и следовите кои што ни ги донесовте, можеме ли сега дел од нив да пуштиме? Дел ќе Само да оставиме почнеме за со диагноза, па ќе хирургијата? ги пуштиме, да. Аха, така, Ние забораваме да кажеме дека освен невролошки преглед, се пациентот понатаму се испратува на додатни Што следува испитувања. понатаму така како Тоа сега пара клинички процедура? испитувања. Ние може да почнеме со најобичен рентгенограм. Рентгенограмот најчесто би требало да се прави кај повреди, обавезно кај повреди на вратот, главата, вратот. Второ, треба може да се направи исто така кај таму кај што се мисли дека постои склезнување, викаме спондилолистеза на вратните пршини. И тие се главно проблеми. Спондилозата што викаме преска, сигурно ќе се покаже, меѓутоа спондилозата викаме преска значи дека е дегенеративен проблем во ребетот и тука дека многу не ни покаже овој тип на ветерограм. Евентуално може да се направи значи снимка во флексија, викаме напред, назад, движење на вратот, да се види дали некој сегмент е повеќе или помалку подвижен. Подвижност, например, повише, не знам, тамо од 3-4 мм, значи дека веќе имате пореметување од тој сегмент. И тоа завршува со употреба на овој краниограм, на ветерограм, Меѓутоа, постојат пософистицирани и побитни снимања на вратниот рбет. Јас топло препорачувам да се препорачувам што повеќе се употребува магнетна резонанца на вратниот рбет, зашто магнетна резонанца не покажува повеќе проблеми, односно ги покажува промените во меките ткива. Рековме преска дека најчести проблеми се во дискусот, најбрзо он почна да старее. Значи, тие проблеми во дискусот, компресија врз нервните елементи, секако тоа се ќе ни покаже магнетна резонанца. Исто така ќе исклучи некои неки ткивни промени, например може да исклучи туморозни формации, тумори може да се појават и во пршлените, може да бидат во самата медула, во кичмена мождина, може да бидат туморите на самите нерви, што изгубат према рацете, тоа све ќе се покаже многу на магнетна резонанца. И трет тип на снимак може да покажеме сега. Така, еве сега ќе ги видиме, да, па ќе ни ги објасните, да. Еве на оваа резонанца може да многу да видите еден проблем со дискусот. Дискусот е излезен према кичмениот канал, притиска на на медула спинезна кичмена на уретна мозговина и ги дава проблемите кај пациент кој што е најверојатно е квадрипаретичен, значи се одземени 4 инструмитети, огромен притисок на дискусот врз кичмена мождина и нормално дека ваков пациент мора да се третира оперативно, не може никако другче да се спаси пациент. Така. Може и другата до неа слика. Во овој случај се работи за дегенеративен рбет, не толку што е дискусот излезен, меѓутоа се гледаат овдека рабни остеофити на самите овие на самиот крај на дискусот со мала компресија на лигаментите што го ограничува дискусот од медула спиналис и едно централно стеснување, го викаме стеснување на каналот или спинална стеноза на каналот, каде што се гледа дека кичмената мождина го кавоит на еден амбисак сад. Тоа е еден симптом на централна стеноза. Стенозата исто така може да доведе, пошто е стеснет каналот, до компресивни елементи на кичмена мождина, до нејзина слаба исхрана, исхемија и да доведе вакви проблеми исто така. Значи, магнетна резонанца топло препорачувам како наборувани испитувања за овие да може пациенти. една комплетна слика, нели, да се добие, да се Апсолутно. И трети испитување е значи компјутеризирана томографија, која што најдобро да се употреби ако се сомневате некои коскени промени во коската. Например, тумор во коскените елементи, убаво ќе се покаже на CT скен. Било какви промени во коската, значи ќе се покажат. Крварење исто така може да се покажат на CT скен. Меѓутоа набран е магнетна Затоа си има редослед некој, нели, со што треба да се почне и како да се продолжува значи, и во зависност од преглед, тоа, па одиме понатаму со испитувањата, така, е многу испитувањата кои што треба да се направат. Така. Да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Имам најпрво да го поздравиме докторот, имам едно прашање до него. Имам направено магнетна резонанса, каде што е констатирано дискус хернија. L3, L4, L5, S1 пишува на наводот, со стеснување на спиналниот канал. Подолго од 3 до 5 минути не можам да седам на столче, нити на ноз. Што може да ме советувате и од што може да дојде до ова? А имам 30 години. 30, така рековте? Так, 30.
Па добро, сега би требало да ми кажете како е невролошкиот преглед, кој би прегледал, што наште, Така, се уште ли сте на линија? Да. Да. Кратки неколку прашања. Наште, како, што? Па, бев дом невролог, каде што ми даде магнетна резонанса. Не, дали е прегледа неврологот, това е прегледа? Не, токму денес околу 14 часа треба да дам кај невролог. Па значи тоа инсистирам, значи да ве прегледа некој, да ве прегледа, па да ги пореди прегледите со магнетната резонанца. Ако тие две се совпаѓаат, например, или стеноза, викате ви, тоа се совпаѓа со прегледот невролошки, имате вие испади невролошки, би препорачал да се направите операција. А ако немате некој невролошки испади, имате само на резонанца снимки, на резонанца наод, тоа ништо не мора да значи. Значи, наод на резонанца без клинички преглед, ништо не значи. И не мора да значи дека ќе треба да се оперира пациентот. Наодот клинички со резонанца, ако покаже и се совпадне тој преглед со резонанцата, онда може да се разговара за операција. Иначе во принцип спинална стеноза се лечи најчесто хируршки. Треба да се направи најпроста декомпресија на каналот, било да е таму во долниот дел, пошто вие кажавте за долниот дел, а не збориме за горниот дел на врата. Меѓутоа истиот принцип. И таму треба да се направи декомпресија. Дали ќе се направи понатаму фузија, значи додавање на костен грават или додавање на метали и штрафови, тоа е веќе стvarна дискусија, али у принцип треба да се направи декомпресија. Кога е стеноза во прашање? Така. Што веќе и до прва треба да се некој да ве прегледа, па после да се говорите со тој што ќе прегледа, ако он се разбира, мислам ако некој спинален доктор, да ви каже дали треба не треба да се направи операција. Бидејќи ова што го спомена 3 до 5 минути седење на столица и веќе неможност да се седи, така го нарушува и квалитетот на секојдневието, живеењето, па ќе го наруши и здравието понатаму, можеби. Операција на спинална стеноза за нашава професија, збориме, една од најблагодарните методи. Одно после операција пациентите нагло се поправат, стануваат, се движат и може да седат нормално. Значи многу благодарна операција. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, да, повелете со прашањето. Прашање до докторот. Имам дископатија на дископатија на вратниот дел. И не знам како да се сложам, пошто ме вртоглавите, имам тие работи. Не можам да наведнам главоболки. Доволно или малку јов? Како информација и како податок? Нешто да ми каже да облажам тоа. Добро, нешто кажавме, значи, да дискус хернија, како што има долу, така има горе дискус хернија, све исти принцип, компресија има, нема, тоа треба да ви каже невролошкиот преглед, значи, она нема направен невролошки преглед, или не ми го кажа пациентката. Меѓутоа, ви препорачувам, значи, повторно убав преглед, ако тоа се совпадне со наодот на дискус хернија, со дискус хернија многу широк појам. Значи, може да биде многу мала компресија, може да биде голема компресија, може да врши компресија на нервите на раката, може да врши компресија во самата кичмена мождина. А ако врши, веќе збориме за третман, значи, ако врши компресија врз кичмена мождина, со невролошки симптоми, да речеме, трнење од земеност, понарацен ноза, има многу логика да се направи операција, да се направи декомпресија. Значи, кога што имате компресија, правите декомпресија. Мислам, многу просто правило. Ако немате невролошки, ако немате никој проблем, освен болки во вратот, да речеме, може да се покуша со конзервативен третман, да речеме, меѓутоа не повеќе од 5-6 месеци. Ако за тоа време ви помогне конзервативен третман, онда ќе идете понатаму на таков третман. Ако не ви помогне, во тој случај треба да се направи операција. Ние покасно ќе збориме за операција, претпоставам, меѓутоа одма да кажеме операцијата не е воопшто некоја тешка и некоја одговорна и мислам дека може да се направи без проблеми. Стравот е се уште присутен, нормално, кога станува збор за таков вид на операција, луѓето се секогаш исплашени и се плашат што понатаму после операцијата. Хирурзите не некој се да речеме не одма операција, оти така има печаток кој ќе го пратите на хирургија, само ќе рече одма операција. Веднаш ќе се направи. Значи апсолутно не е точно. Еве ние кога зборевме за болките, рековме дека болките првите 6 недели се третираат исклучиво конзервативно. Значи, многу ретко првите 6 недели да се оперира некој пациент. Пациент ќе се оперира само ако има јаки симптоми, ако има невролошки испади, ако има проблеми, да речеме, со мокрење, тогаш може да размислиме на операција и итна. Меѓутоа,
Не би требало да се размисля овој првите 6 недели да се размисла на операција, и да обавезно на конверзивен третман пациентот. Дори може да се деси најобично лежење, одмарање, без никакви проблеми, со една мала лесна тракција на вратната кичма, да му помогне на пациентот. И пациентот ќе си иде нормално, може да прима аналгетици, нормална ствар, али во принцип нема неразмислена операција првите 6 недели. Така. Веројатно грешката ја правиме секогаш сакаме прво да ја смириме и да ја ублажиме болката, а не ги правиме потребните и неопходните испитувања. Можеби некогаш и некој треба да не упати за да знаеме каде прво да побараме помош и како понатаму да продолжиме. Знаете, симптомите се постојано присутни, како што споменуваат и гледачите. Вртоглавица, болка во вратот, други ред симптоми, а секој од нив бара начин прво како да ја смири болката, а не да почне по оној ред и редослед како што треба да се направи испитување. Болка во вратот, дека има пациентот без проблеми со рацете и без невролошки испади, претпоставам, непрозно, него сигурно сум дека треба да се третира првите 6 недели конзервативно. Значи тоа значи одмарање, лесна тракција, масажа може на физикална терапија се испрати некои други третмани од физикална терапија. И мислам дека за 6 недели таа болка најчесто поминува. Значи болките се најчесто, повторувам, исчешување или стегнување на вратниот дел на мускулатурата и на лигаментите. Болките се најчесто, скоро 90% се тој тип на болки. 10% иде на другиве типови на болки, значи спондилогена дегенеративна, многу малку, скоро 1%, помалку од 1% се тумори и проблеми со коренните садови. Значи не би требало да се плашат гледачи, 90% болките би требало да поминат и на обична конзервативна терапија. Така. Но доколку и после тој период не се стабилизира или пак не помине состојбата, така се чим не се стабилизира, одиме на испитување понатаму. Добар преглед, снимање на резонанца магнетна и евентуално понатаму договор со спинен хирург, ако треба операција. Ако не треба, не треба. Не ме треба да се форсира дека хирурзите обавезно тражат операција, не е точно. Така. Сериозна ли е и треба ли да не застрашува, односно да биде алармантна болката која што се јавува во мирување? Ако треба ли да разликуваме? Например, кога пациентот лежи навечер во спиење, да речеме, тоа сигурно значи него не е тоа механичка болка. Во тој случај треба да се мисли на некои други проблеми околу вратот, нека повтораме преска, пак мора да се направи снимање, значи може би некои други проблеми. Реков преска може би инфекции, може би некој тип на инфламација, мислам анкилозна спондилит, например, не знам, некои други ревматолошки заболувања. А може би некои тумори може би у било кој дел тамо на вратот, например, тумори во коска, тумори во коска, тумори на нерви, тумори во кичмана може во натра. Сите тие може да дадат болки. Меѓутоа најчесто сите тие даваат и некои проблеми други од типот на невролошки испади, што ги кажеме претходно. Така. Да. Иначе кога збориме за операција, може да покажеме снимливи слики. Така, оние што останаа да ги покажеме, и да ни ги објасните, може и за хируршкиот третман сега да проговориме. Значи, кога правите вадење на дистектомија, вие во просторот, кај што го извадите тој дискус, мора да поставите некој материјал, било да е коска, значи ваш материјал коскен графт, викаме не графт, било да е вештачки материјал, вештачки, така наречени вештачки коски. Во овој случај се вештачка коска со помош се појачува со штрафови од страна, да биде тој сегмент стабилен, цврст и да се тоа да настане стабилизирање на тој сегмент, викаме ние фузија. Значи, после вадење дискусот, ви мора да правите фузија. Може други слики да покажеме. Во овој случај ми правиме фузија, овој наш снимак направиме фузија со еден отприлike еден најнов тип на така наречени кеџови ги каме, со помош на кеџ трав заедна комбинација. Пациентот после тоа се чувствува добро, нема никакви проблеми. Меѓутоа не е толку битно физиото колку што битно да се направи дисектомија, значи дискусот мора да излезе надвор. Најчесто тоа се прави како што во овој случај се прави со така наречен преден пристап. Значи ние пристапуваме на предниот дел на орбитот помеѓу васкуларните, значи помеѓу каротидата, помеѓу езофагусот, односно хранопроводникот, од еден простор, низ таков простор пристигнуваме до предниот дел на орбитот, каде што се работи ова така наречена дисектомија, че се вади дискусот и понатаму се ставаат овие така наречени кеџови, значи тоа се вештачки коски и се појачува со помош на штрафови. Има и други снимки. Во одреден случај може да не се постават штрафи, има така наречени кеџови кои што стојат со помош на самите себе си, со помош на запци
и тие се имплантираат помеѓу двете коски. Во овој случај, значи не ставивме таков тендакет, но кеќе, значи кеч без штраф е поставено во овој случај и имаме добро стасување во овој случај. Значи, зависи, имате различни типови на модификација на операцијата. Во случај... Во зависност од тоа, нели? За каков проблем меѓутоа пристапот секогаш значи преден. Одете од напред, помеѓу, значи, помеѓу трахејата, викаме душникот, помеѓу душникот, помеѓу езофагусот, односно хранопроводникот, и тука се картира васкуларни во овие структури што се многу битни за исхрана и се пристаја точно на предната страна на вратниот рбет и од таму се прави така наречена предна дисектомија. За разлика од долниот дел, кога разборевме прошиот пат, рековме се прави задна. Значи се иде од позади, овде се иде значи од напред, тоа се предна дисектомија се вади дискот. И обавезно во тој простор треба да се постави или коскен графт или да се постави вештачки кејч. И после хируршката интервенција? После хируршката интервенција пациентот треба да носи на 3-4 недели колар, значи тоа е како еден појас, значи да вратот, колар или оковратник. И тој пациентот 2 дена, односно не 2 дена, 6 часа после операција може да стане да се движи, после 2 дена го испишуваме од болница, така да нема никакви проблеми, може да се дури може да работи, но после тоа со тој оковратник. Нормално и на физикална терапија, тие вежби што треба да ги прави понатаму, меѓутоа, он е веднаш мобилен, значи нема никаков проблем. Се решава проблемот, да, онаа мака која што претходно била голема, нели, се надминува. Значи ви кажа претходно не за пациентот одма после операција губи болките, он може да стане, нема никакви проблеми, нема ни болки во вратот, нема болки во раката, што е многу битно. Нема невролошки испади додатни. А ако веќе имало додатни испади, значи претходно, тие испади не може поминат одма дојде нагло, меѓутоа може постепено да се поправат. Кај одреден број на случаи и да не се поправат. Меѓутоа нема никаков тип на влошување, тоа е многу битно. Значи пациентот да не влоши после операција. Така, бидејќи ако не се направи тоа, така ситуацијата само ќе се комплицира дополнително. Да, не збориме за влошување во овој случај. Да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, само погласно ќе ве замолам за да можеме убаво да ве слушнеме. Се извинувам, едно прашање до докторот. Да, повелете слободно. Имаш проблеми со кичмата пред 1 месец, може, да. Болки страшни, не може, да не може да се движиш. Одам без на лекар, направив рентгенски снимки, обични рентгенски снимки, утврдија дископатија на кичмата. Болките со инекции, со лекови, нормално малки се потвредија, али движењето на рацете сепак остана проблем, премногу во прстите. И болките претежно ми се појавува во грбо назад, од врато надолу. Добро. Прашањето е што да направите следно? Што да направам и кај да се обратам, ако може докторот да ми одговори. Добро. Добро, ние претходно кажеме дека болките од вратот може да се спуштат и надоле и двете плешки, најдека до што на втори, трети до прилика на торакален пршлен. И тие се значи од тоа се болки што должат на долните вратни пршлени. Ако имате дископатија на тој вратен дел, на долниот дел на овој прштените, може да се должи на оваа болка баш од тоа. Што ви може да направите, значи? Повторно напоменам, повторно сите го кажам, значи добар невролошки преглед. Добар воопште локален преглед на вратот. Добра магнетна резонанца и треба да се види, ние не кажеме предиска последни испитувања што се викаат ЕМГ, значи испитување електрофизиолошки испитувања на нервите на рацете и на нозете. Дори постои снимања, например, на справедливоста на кичвена мождина што се вика СЕП, и тоа понекогаш може да се направи испитување, значи добри испитувања и да се одлучи конечно дали тој дискус што го претпоставам дека ги дава проблеми, дали дискус врши или не врши компресија. Компресијата е многу битен збор да се запамти, значи врши нешто компресија врз кичвена мождина или врз нервите што се излегуваат од кичвената мождина. Секоја компресија голема со испади апсолутно треба да се третира хируршки. Значи, тој дискус што врши компресија да се извади надвор, да се направи декомпресија. И повторам, понатаму не треба да се направи таа фузија понатаму, додатна на оваа. Меѓутоа, значи најбитно да се направи декомпресија. Така, да.
Освен кај возрастните, како што рековте, нели природен процес на старење, нели дегенерација на кичмата, меѓутоа како проблеми и кај помладата популација многу често се појавуваат. Па има предоставено и во литературата може да се најде и таква податоци дека луѓе што почнат да потребуваат многу компјутери и децата од рани години работат многу на компјутери, седат долго време и седат со укочен врат и ништо не е чудно дискусијата се поише и порано да почнат да прерано да почнат да стареат. Таа постурална, викаме, стална постурална положба возможува страшно нивна компресија врз дискусијата. А што врши него исто така врши и повреметување на знаните зглоба и тие фацети. И тие исто така од твоја страна почнат многу прерано да дегенерираат. И нормално работа дека после имате вие многу понатаму пациенти со болки во вратот. Значи, премногу современиот начин на живот, стресот кој што е присутен, речиси кај секого, така, работа со компјутери. Особено 9-10 сати, например, седење покрај компјутер, без никако станување, вежбање, например, вежби, апсолутно донесува до прерана дегенерација на дискусот и после тоа субсеквентно на задните фацети. И најразлични симптоми, најразлични болки, па и болката во вратот, во главата, во рамото, плешката, да. Али типично значи за овие за вратната болка е значи стално седење на компјутер. Особено седење во кој што рацете овие две се спуштени испод ниво на компјутерот, односно исто да има масата. Значи така не се на ова висина, туку малку подолу. Значи рацете мора вака да се стават од озгора, да бидат подпрени на нешто. Значи лактоите не смеат да бидат спуштени долу. Отука страшно многу се оптеретува рамениот и вратниот појас. И настана прерана дегенерација на дискусија. Послаба физичка активност, веројатно и таа е присутна, така? Препорачувам исто така, значи кај пациентите мора да препорачувам многу физикална терапија, масажа и вежбање вежби. Вежбите се многу битен елемент за целиот орбит, не само за вратот, ала особено за вратот. Вежбите на некој начин спречуваат прерана дегенерација на дискусијата и прегенерација на задните зглобчиња. Вежбите возможуваат исто така зацврстнување на мускулатура, на целата таа паравертебрална мускулатура, зашто таа мускулатура го држи орбитот стабилно. Лигаментите и мускулатурата го држат орбитот стабилно. Не се тоа само коскените елементи, како нешто мислиме. Значи, многу е битно да се појачат тие мускули. Појачувањето настана нормална работа со вежби. Појачени мускули значат стабилен орбит, овозможуваат значи, да се заштитат тие дискуси да не се оштетуваат порано и возможуваат тие задни зглобчиња да држат, да имат своја нормална функција. Ќе овозможиме подолго време да не служат истите, така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите, бидејќи имаме уште кратко време за од денешната визита. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав и до емисијата, а најголем поздрав до докторот Лозанчи. Така, ви благодариме. Тој мене не ме познават, а јас него го познавам и му сме многу благодарни со целата наша фамилија. Пред 15 години, тој не може да се сетит, од Струшко му донесав неќерката моја со потрес во главата и во 6 навече собра екипа, ми ја опериса и операцијата е преуспешна многу. Не 100%, 1000% и цела фамилија му сте ми е многу благодарни. Тоа беше доктор Паговски директор. Може да се сеќават, може да се сеќават на нас. Од Струшко, од селата Октиси, со целата фамилија бевме тука, од Швајцарија дојдени и може да се сетит. И сме премногу благодарни кога гледам сега и се радуваме со жената, вика жената. И успеавте, имавте среќа да успеете да добиете линија, така и да се јавите и да се заблагодарите еве на доктор Лозанче. Многу пациенти поминале 15 години. Да, веројатно. Да. Ама добро е што се завршило онака како што Па за секој хирург е значи многу битно да му пациентот биде задоволен да не биде после операција полош, тоа е најбитно. И преска напомнавме и за ојтевна операција. Не би требало да очекуваме дека пациентот да биде барем да не биде полош после операција. Некогаш секогаш има и ризични и опасни, многу итни ситуации, нели, кога треба да се реагира. Ити да, меѓутоа некогаш операција правиме и превентивно да не влоши пациентот. Значи ваков тип, например, пациент има стеноза. Тој пациент ако би понатаму не би се оперирал, не влошил понатаму невролошки. Значи, вие правите операција да он не влоши понатаму невролошки. Ако веќе има невролошки испади, може би ќе се поправат, може нема да се поправат после операцијата, а пациентот нема да биде полош.
Значи му дадете шанса да не влоши тој пациент. Така, да не дојде до некои поголеми компликации. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Да, веќе сте вклучени во програма, повелете со прашањето. Голем поздрав до докторот Лозанче. Се јавувам од Битола. Опериран сум 96 од невралгија, тригеминис. Голем поздрав да е здрав и жив, еве 20 години, од него сум презадоволен, ми го продолжи животот. Добро, ете, и вие сакавте да изразите благодарност. Добро, тригеминис не спаѓа баш у вратот, ама слично на вратот е компресија на нерв. Така. Исто, тој е кранијален нерв, значи нерв внатре во главата. Ви му правите декомпресија, па ќе те задоволен сега. Значи, сакам да кажам... Ама дел е од неврологијата, така? Мора да се направи декомпресија. Тоа е поентата на овие типови на операција, на нервните ткива, зборам. Така, да. Пред крајот на визита, која ќе биде вашата препорака и совет до гледачите, до оние кои што чувствуваат болка во вратот, дали е минлива, дали е многу јака, дали е послаба, без разлика за каква болка? Значи, кажеме, 90% од болките не се опасни. Значи, и веројатно дека повеќето од нив може 80% да поминат за овие 6 недели со козативен третман, али правилен козативен третман. Второ, во превенцијата е многу битно, значи, пациентите се бават со вежби. Пациентите би требало секој сабајле, барем најмалку да направат вежби, што може да направат за својот врат, да направат вежби за вратот. Меѓутоа, вежбите не сме да ги прават на своја рака, мора некој да ми ги објасни тие вежби. Понекогаш и погрешни вежби може да направат исто така уште полоша проблематика. Може да, дори до пукање дискуси, смило да лоши вежби. Целиот тербет бара вежбање вежби. Таа мускултура мора да е јака и цврста. Да избегнуваат, значи, подолго стоење, седење и работење на значи, викаме подолго држање на положба. Значи, долго време во иста положба да не се биде, да. Например, во Јапон имаат некои што работат во седички, некои конфекции тамо, они на сат и постануваат, вежбаат, па пак продолжуваат да работат. Па макар и да се раздвижиме низ канцеларијата, така доволно ќе биде. Некои вежби со вратот, многу лесни вежби со вратот може да направат, што многу ќе им помогне во тоа нивно прерана деградација на вратниот тербет. Така. Да не ја занемаруваме болката во вратот. Да не мислиме секогаш дека е спондилоза или па како што често знаеме да речеме имам реума, па се што ќе ме здоболе во делот на телото може би е резултат на реума или заладило времето, па малку променливо време и секоја болка си ја припишуваме на тоа. Секоја болка у најлесен случај треба да помене на преглед кај доктор. Во почетокот може да ви матичен доктор, нормално, ако треба он ќе го пути понатамо, не знам, невролог, спинален доктор и така. Така, да. Спиналниот центар во Аџибадем Систина еве само накратко. Да, ние формиравме пред 5-6 месеци спинален центар во Аџибадем, во кој што имате искусни спинални доктори, значи тука имате травматолози, имате нейрохирурзи, имате физикална терапија, невролози, сите тие заедно имате неврорадиолози, значи целото еден тим кој што може да реши секоја проблематика на орбитот и тоа е целта на тој спинален центар. Значи имате доктор, број на доктори што може да решат све што е секој од својата област, така, своето искуство и знаење. Ако своето област, меѓутоа и меѓу себе совратување, консултации, па и на операции совратуваме, тоа е многу битно за еден центар, да може имате вие поише доктори за таа област. Така. Значи на крајот заклучокот што би го извеле да не ја занемаруваме болката во вратот, која што нели често пати се шири и кон рамото, кон раката, плешката, главата, како честа главоболка кога чувствуваме и тогаш треба нели да побараме помош. И главоболка апсолутно. Дури главоболка со вртоглавица може со така биде поврзана, па да се должи на проблеми со вратниот тербет. Исто така. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. И вас благодарам на поканата.